Почитувани присутни, сакам да ве поздравам уште еднаш и да ви посакам топло добре дојде. Овде ќе ги поканам и учесничките на вториот панел, кој што е посветен на дамите, двигатели на економијата и на бизнис секторот во земјава. Со многумина од вас се познавам лично, но ете да се представам. Јас сум магистер Билјана Василева Трендафилова, долгогодишен уредник во повеќе национални телевизии, инаку едукатор и менаџер за односи со јавноста и маркетинг. Мене ми е особено драго што денеска ќе бидам во друштво на импресивни и докажани дами од економијата и бизнисот. Добре дојде и велам на гувернерката на Народната банка, доктор Анита Ангеловска-Бежовска. Велете. Задоволство ми е што денеска овде со нас е и директорката на управата за јавни приходи, Сања Лукаровска. Повелете. Сакам да ја поканам и Емилија Спироска, која што е член на управниот одбор на Прокредит банка. Емилија, ви благодарам што дојдовте. Добре дојде и велам и на господја Анета Пешева, почесен конзул на Канада во земјава и собственик и основач на УНЕТ. Добар ден и за Улкер Шоле Аксој, директорка на Turkish Airlines во Македонија. На сцената ја поканувам и долгогодишната бизнисменка во земјава Мерита Рамадани Алими. Со нас е и Сања Божиновска, која што директно од Прага специјално допатува за овој настан форум на женско лидерство. Навистина импресивни и докажани дами, секоја во својата област испишуваат историја. Јас ќе почнам прво со гувернерката, која што е и прва жена гувернер на Централната банка. Господја Бежовска, кои се придобивките од поголема родова еднаквост во општеството? Дали податоците упатуваат на попозитивни глобални, а воедно и домашни трендови? Добро, прво добар ден до сите и да се заблагодарам на поканата да учествувам на овој настан. Навистина ми е драго, бидејќи поводот е навистина прекрасен. Тоа што би сакала да кажам е дека мислам во глобални рамки нема дилема дека поголемата инклузија на жените во општеството носи голем број придобивки. Во основа се смета, не само што се смета, туку постојат и научни истражувања кои што покажуваат дека поголемата вклученост на жените во општеството значи поздраво општество, поголема кохезија, општество со помалку насилство. Меѓутоа приказната не завршува тука. Во основа она што е многу значајно е дека поголемата вклученост на жените исто така значи и економски придобивки и не само за жените, туку за општеството во целина. Зошто е тоа така? Во основа се смета дека на тој начин се адресира и прашањето за недостигот на работна сила со кој што е всушност глобален феномен. Поголемото учество на жените значи поголема продуктивност во општеството, а сето тоа поттикнува и повисоки стапки на економски раст, а тоа значи помала сиромаштија и повисок животен стандард, односно подобар квалитет на живот на граѓаните. За жал, ако ги погледнеме бројките, јасно е дека постои родова нееднаквост и тоа не е феномен ограничен на определени подрачја, географски локации, во основа зборуваме за глобален феномен. Сосема е јасно ако погледнеме и поидеме од статистиките дека половина од работоспособното население во светот, односно половина од популацијата се жени, а само половина од нив се вклучени активно на пазарот на работната сила, тоа јасно зборува дека ние во општествата не го користиме целиот потенцијал кој што ни е на располагање. Впрочем, постојат и научни истражувања кои што покажуваат дека поголемата вклученост на жените во работната сила може да значи и повисоки стапки на економски раст и тоа околу 10% во поразвиените економии, а овие придобивки се уште поголеми во помалку развиените економии каде се проценува дека тамо економскиот раст може да биде повисок за околу 30%. Зошто е тоа така? Кои се причините? Во основа не станува збор само за поголем квантитет на работна сила. Она што е многу значајно
е дека станува збор и за димензијата на квалитет. Се смета дека жените сепак имаат поинакви карактеристики за разлика од мажите и нивното вклучување, особено во телата кои што носат одлуки, значи подобра комбинација на различни знаења, вештини, карактерни особини, кои што на крајот резултираат и со пооптимални процеси на носење на одлуки. Во однос на карактерните особини на жените, тие што најмногу се истакнуваат всушност и доаѓаат како некои поприродни особини за жените, аверзијата кон ризик, прагматичноста, емпатијата, но и инспиративноста, тие ги потикнуваат другите да ги следат. Всушност, минатата година беше направено едно прилично темелно истражување глобално во кое што се опфатија 5000 компании во 100 земји од светот, со кои што јасно се види дека вработените, околу 55% од жените лидери во компаниите ги оценуваат како мудри, прагматични и емпатични, а само 27% од мажите лидери. Притоа многу е важно дека се смета овие карактеристики се особено значајни во кризни периоди, кога е потребно да се носат тешки одлуки, но притоа да се зачува димензијата на разбирање, поддршка и емпатија со вработените. За жал, во изминативе неколку години статистиките воопшто не се охрабрувачки, во глобални рамки зборувам. Доволно е само да го споменам податокот дека во првата пандемиска година 54 милиони жени во светот го напуштија пазарот на трудот, при што проценката е дека 90% од овие случаи се на перманентна основа. Состојбите во Македонија само накратко не се разликуваат многу од овие глобални трендови. Во суштина само 45% е стапката на активност на женското население. За споредба што значи ова со машката популација, околу 65%, што упадува на прилично голем јас, прилично голем родов јас. Се разбира, оваа состојба е типична, како што споменав и во глобални рамки, секаде постои тој јас, но во споредба, например, со Европската Унија, кај нас тој јас е многу голем. Од тука јасно е дека се потребни значајни мерки, значајни натамошни унапредувања. Ако појдеме од тоа дека клучен предизвик ни се повисоки стапки на економски раст и дополнително од фактот дека човечкиот потенцијал е еден од клучните двигатели на тој економски раст, доколку не се соочиме со поголема вклученост на жените во општеството, се соочуваме со загуба која што ја плаќаме сите ние. Да се надеваме дека овие состојби ќе се променат само со, како што рековте, реформи и конкретни мерки и действување на секоја една од нас. Лукаревска, вие доаѓате и сте начело на многу значајна финансиска институција, една од најзначајните во земјава, па каква е родовата еднаквост кај вас во управата за јавни приходи? Најпрво благодарам на поканата и поздрав до присутните. Јас мислам дека е на задоволително ниво, поготово што покажуваме дека навистина сме родово избалансирани, ако зборуваме и за раководните позиции, тука и бившата директорка на управата за јавни приходи, така да може да го потврди истото дека навистина сме покажале одреден континуитет во тоа што значи дека жената кога е на раководна позиција во една институција, независно дали станува збор за некое даночно оделение или раководење на сектор, мислам дека ги имаме соодветните резултати. Да не видам сватена погрешно од присутните мажи тука во салата, меѓутоа мислам дека ние сме далеку поодговорни, подисциплинирани и мислам дека знаеме навремено да ги завршуваме своите работни задачи, а врз основа на тоа да испорачуваме и соодветни резултати. Така да, ако гледаме конкретни бројки, имаме 1000 вработени во управата и повеќе од половина од вработените се жени. Целиот мој кабинет е со представници од жени, кога ќе имаме колегиум, веќе се гледа дека жените го држат приматот и во носењето на одлуките и мислам дека тоа е всушност и начинот на кој што така треба да функционираме. Би било многу парадоксално ако е поинаку, ако, да речем, институцијата која што ја водам јас дозволам да има поголема застапеност на мажите на раководните позиции. Сепак мислам дека женското прашање и генерално независно само за жените во бизнисот, еве претходно видовме во дипломатијата, во политиката, во сите сфери,
мислам дека најмногу ги одржува унапредувањето на женската солидарност. А тоа значи ако имаме поддршката една со друга, тогаш секако дека ќе одиме со успех. Иако ние сме многу, можам да кажам, поподложни на тоа да не си ја даваме баш онаа поддршка која што всушност е неопходна. Да, во однос на таа поддршка ќе споменам дека токму и заменик градоначалничката на Израел во незиното видео обраќање посочи дека жените можат една на друга да бидат најдобри адвокати и поддржувачи. Спировска, вие доаѓате од Прокредит групацијата каде доминираат дами во раководните позиции. Да. И важите за банка каде што жените се менаџери. Па, добро, мислим, оно што е битно да направиме разлика, Прокредит групација, да, статистички гледано, најголем дел од вработени се жени, преку 60%. Во управувачка структура е 50-50. Оно што е битно и стварно не сакам да влегувам во генерализации, меѓутоа сме групација која нема цел сам за себе да видиме одреден процент на жени. Сме групација која пред се во своја некоја корпоративна култура, што е онда пренасочено и во принципи на комуникација и наградување и градење на кадар, пред се базира на индивидуална заслуга. Значи, не сакаме статистика, не сакаме цифри као такви да бидат целта. Нормално да ги следиме и мериме. Меѓутоа, пред се гледаме да оне кој е успешан во тоа што го работи, да он биде со можност за напредување. Кај нас во Македонија, јас сум од почеток во банка, сега, оно што можем да приметим, мислејќи на ова тема и низ глава вртев сите млади луѓе кои дојдоа во банка и ко на крај влезе во нека позиција на среден менеджмент, управен одбор. Кај нас во банка 70% се жени, а во управувачка структура во Македонија 80% се жени. До скора бевме 100% управен одбор жени. И оно што ми се чини да некако жени во Македонија или можда жени на Балкан ги краси е упорност. Значи, пак ќе кажем, сакам да се оградим, нити сум феминист, нити сакам генерализации. Меѓутоа, во институција или компанија, где имате многу високи стандарди, големи барања, константно дневно докажување, жени се покажа подобри. Мислим да носат во себе, ајде ако се вратиме и во историја, па и во наш ген од хантери, мажи и жени кои собират плодови и одржават огањ, мислим да нешто во ДНК остана. И ако имате окружување во кое сакате да тај принцип на не тестостерон да ве води, него не да барате да се докажете кроз силен ловџија, него кроз онај аспект где секој ден е борба и тука нема голем уплив на адреналин кој во неко машко општество ќе каже вау, види го, што направил, него она дневна активка, упорна борба, што краси нас жени, доколку направите, дали во општество, дали во компанија, атмосфера, да се ти квалитети вреднуват, природно ќе дојде, без ikakve интервенции од страна, да жени заземат примат во управување. Така да мислим да кај нас во Прокредит е створена таква клима, таква култура, да стварно гледаме квалитети кои на долг рок дават резултати. И тоа е нешто што, нели, ево сега после 20 години, носи статистика која имаме. Одлично, се надеваме дека и Прокредит ќе бидете светол пример и за другите деловни банки. Пешева, вие сте долги години присутна во бизнис заедницата и во приватниот сектор, па може ли еве со публиката, со јавноста, со сите присутни овде да ни споделите колку имаме дами на менаџерски позиции и дали се менуваат трендовите низ годиниве? Благодарам. Јас најпрво да се заблагодарам и навистина сум изненадена од ваквата организација на едно вакво високо ниво. Да го поздравам и ректорот и сите овдека професорки и деканки и целата оваа публика што е дојдена. Јас да ви кажам сум една специфична професија,
која што сум ја почнала да кажем и малку нерамноправно, бидејќи тогаш на електротехнички факултет пред многу години бевме само неколку девојки. Но мислам дека успеав да се изборам апсолутно да добијам равноправност во мојата професија. Сега кога зборуваме за менаџерите, кога би зборувала јас од страна на мојот бизнес, значи IT секторот, тука воопшто нема никаква разлика. Знаете, се бара инженер или инженерка повеќе во државата. Така да мислам дека равноправноста тука е апсолутно застапена. Сега имаме ние некои барања кои што уште подобро ќе подобрат положбата на жената, особено на тие кои што се бават во IT бизнисот, да кажеме да се воведе во законот за работни односи работа од дома, кој што е многу потребен, бидејќи тие може да програмираат и да работат на далечина. Исто така, мислам дека во менаџерските позиции, во однос на финансиските институции, мислам дека да, таму преовладуваат жените. И се жени на менаџерски позиции. Јас повеќе мислам дека повеќе во политиката не се застапени жените. Тука некако и со заедно со квотите и се тоа што всушност се применува за да дојде жената на едно ниво, тешко ги добиваат лидерските позиции. Менаџерските ќе ги добијат, али лидерските никогаш. Кога ќе видите за клучните работи во државата, значи за многу суштенствени работи за државата, секогаш таму се седнати само мажи. И мислам дека тука е таа една работа која што треба да се промени, бидејќи жените можат, еве и докажани се, еве овдека имаме ние директорки кои што се докажале дека може да ја водат многу успешно работата. Затоа ни предстои тој еден пат каде што жените ќе ги заземат и лидерските. Лидер не може да биде секој, да се разбереме. Мислам, тоа лидерство јас не верувам дека може да се научи, или го имате тоа или го немате, ама има доста. Јас жени кои што ги познавам и оно што го рече ректорот, вака кога ќе одат, гледате во нив. И тоа е во суштина тоа што ние треба да се избориме. Ние жените некако сами сме се криви, да знаете, за оваа позиција во која што се наоѓаме, иако ние како држава доста сме подобри дури да кажеме од една Америка и од други поразвиени економски држави. Тоа е веројатно рецидив од социјализмот, каде што жената беше апсолутно равноправна со мажот, и тоа апсолутно и во балканските држави е така. Но сепак највеќе што треба да работиме, и затоа ги поддржувам овие форуми, конференции, да се чуе гласот, за да жените добијат самодоверба. Кај жените јас секогаш тоа го гледам, и таа една работа многу ми смета. Жената може да биде подобра во училиште, да биде повредна, таа работи 3 работи, и домашни, и деца, и на работа, и повеќе школа завршува и се, ама секогаш кога ќе треба некој го спомна да седне на главната маса, некако се прашува, чекај сега јас дали, еве сега имав еден случај на нова некоја директорка, тука зборувавме со една пријателка, и чекај сега јас дали ќе успеам да се дадам на задачата, дали? Знаете, мажот одма веднаш ќе каже, јас сум роден за ова, а кај жените има таа една задршка во која што јас морам да бидам многу добра, морам многу подобра да бидам за да можам да го постигнам тоа. Така да на самодовербата треба жените да работат, особено младите, кај младите. Јас сум и ментор за млади девојки, бидејќи имам една теорија дека жените не може да бидат рамноправни со мажите ако немаат финансиска независност. Значи, ние можеме да си правиме вакви конференции колку сакате, ако жените не одберат професија и не работат активно да се едуцираат и да добијат сериозна работа, ние не можеме да бидеме рамноправни. Тука, значи, има еден момент и каде што јас највеќе работам како ментор, дури во основните училишта и по разни проекти странски, да ги упатувам младите девојки да одат
во IT секторот, бидејќи IT секторот е најплатен и тука најлесно равноправноста ќе си ја обезбедат. Со менторството има на претходниот форум, јас многу се сложувам со тоа бидејќи и сум во таа работа, менторството не треба да биде само како еве јас сум постигнала нешто и сега јас ќе раскажувам на помлади луѓе. Кај мене менторството секогаш било во животот дека од другата страна сум имала млада девојка, млад човек, од кој што јас сум научила. Значи, менторството треба да биде взаемно, апсолутно, не, да, а не тоа да биде као ја предавам нешто и они не ме слушаат. Не, менторството мора да се прилагоди и според, али да не должам биде. Да, во следната дискусија ви благодарам за ова излагање. Господја Аксој, вие доаѓате од Turkish Airlines како генерален менаџер на компанијата. Сигурно е голем предизвик да се биде на чело на ваква реномирана авиобизнис компанија, па каква е состојбата токму во авиобизнисот каде вие имате повеќе децениско искуство? Sizin için büyük bir gurur bu işte olmanız. Sizin bakış açınızı da görmek istiyoruz. Ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Okay. First of all, I want to say thank you so much for that kind invitation. I'm really glad to be here. If you don't mind, I want to continue in Turkish. Nesrin will translate for me. Havacılık aslında havacılık genel anlamda erkeklerin egemen olduğu bir sektör. Ова работа конкретно е повеќе за мажите од нивна гледна точка гледано. Kadınları ancak büyük çoğunlukla sadece çekim bankolarında görebilirsiniz havalimanına Жените girdiğinizde. можеме само да ги гледаме на аеродром, на чекин. Sonrasında ise yönetici kadrolarında maalesef kadınlarımız ikinci planda kalıyorlar. Стигнавме до втор план некако, но сепак сме таму. Bunun günden güne değişeceğini düşünüyoruz biz de. Мислам дека може сето ова да се промени, Ama şimdilik hala kadınların ikinci planda меѓутоа kaldığı сега за сега се уште сме во втор план. böyle bir sektör olmaya devam ediyoruz maalesef. На жалост, вака продолжува. Ben şanslı kesimdenim galiba. Јас сум една од тие што се од тие срекничките. Güzel bir fırsat çıktı bizim için. Имаме голема шанса, како што гледавме Çünkü овде. bizim yeni yönetim kurulu başkanımız Sayın Ahmet Polat Новиот директор, господинот Ахмет Полат на Turkish Airlines, kadın eksikliğinin, kadın yönetici eksikliğinin şirketimizde olduğunu fark etti. примети дека има недостаток на жени во нашата фирма, како Turkish Airlines. Ve bununla ilgili 2022 yılında aksiyonlar almaya başladılar. Превземаа некои чекори во 2022 година. Daha sonrasında dünya çapında sadece iki olan kadın genel müdür kadrosu şu an için 6'ya yükseltildi. До 2022 имаше само 2 генерални менаџерки, сега сме 6. Bu kadar azken şu anda artmaya başlıyoruz. Додека било толку малку, сепак сме среќни што се зголемува бројот. Diliyorum ilerleyen günlerde sayımız artarak çoğalır. Се надеваме дека сето ова ќе се промени во наредните години. Господја Рамадани Алими, и вие сте 2 децении присутна и успешна во бизнис заедницата како жена бизнисменка, но како е во патриархално општество, како што е сепак Македонија, зборуваме за родова еднаквост, како се справувате со сите професионални предизвици? Знаеме дека во бизнисот нема машки женски свет, но сепак се обврските кон дамите и кон менаџерките жени бизнисменки. Први би сакала да се заблагодарам до сите за поканата, за ова прекрасна манифестација. Голем поздрав и до професорот и до сите присутни. Јас веќе 2 децении сум во приватниот сектор, потекнувам од едно патриархално семејство. Моите почетоци почна уште во фамилиарниот бизнис. Мојот татко имаше оформена сама компанија уште од 80-тите, 90-тите години. Моите почетоци почна веќе од таму. Професорот многу добро првин кажа преска на говорот, порано кажува има звезда за нешто. Татко ми уште мала имаше откриено кај мене таа звезда дека мене ме бива за бизнисот и дека од секогаш сакам нешто да направам за општеството,
да направам да бидам добар пример и за новите генерации. Таа можност ми ја даде мојот родител, мојот татко, исто така најголемата поддршка ми дојде од мојата мајка, која што од секогаш ме воспиташе на тој начин дека жената пред се треба да биде и професионална, треба да биде и добра домакинка, добра мајка и добра сопруга, затоа што како што растев, инвестира во себе, јас ги немав тие предрасуди и проблеми како да се справувам со воспитањето на децата, каква да бидам во еден дел каде што ќе водам многу вработени. Најголемиот предизвик се случи тогаш кога пред 11 години јас го изгубив мојот родител и тогаш требаше да го продолжам патот скроз сама. Меѓутоа, најголемата поддршка тука ми беше од мојот сопруг, затоа што бизнисите кои што ги водевме ние, тоа беа машки бизниси, значи во делот на земјоделието бевме ние генерални застапници за многу земјоделски производи. Често патував за Бугарија, за Србија, соседните земји, па после тоа се сочувавме со многу големи економски кризи, каде што во пазарот и немаше многу потреба од тие веќе производи и некако јас чувствував дека ако го затворам тој бизнис, автоматски го губам и мојот родител. И во 2018 година бев номинирана од департаментот на Вашингтон како една од најуспешните жени во Балканот и некако се прашував себе си, Мери, ти толку не се рекламираш, дали има некој кој го гледа сето тоа? Тоа едноставно мислам дека ми беше еден поклон од Господ. Едно 4 недели сама во Америка, инвестира во себе, се дружев со еден сосема друг круг на жени кои што не гледат како себе си изгледат, туку колку они инвестират во самата работа, кои што они ја работат и колку инвестират во тоа они да бидат добри лидери и колку они ја дават таа работа на нидните генерации. После тоа ми дојде една прекрасна понуда за да бидам дел и партнер на една прекрасна компанија во Македонија во делот на машинство. Исто така и таму се сочувам со поголем дел на мажи. Јас тука внимавам се повеќе да имаме жени инженери, млади девојчиња. Често се сочувам со тие предрасуди кога ќе ме видат во објекти. Мери, чекај, па ти со штикли, па вака, па така, меѓутоа секогаш се трудам да бидам што поприродна и да докажам дека жената и достоинствено може да ги работи и сите тие работи што ги работат и маживе. Никогаш не гледам да ги направам тие разлики мажи и жени. Секогаш го гледам тоа ние да бидеме добри пријатели со нив, да бидеме едноставно браќа и да им докажеме дека ние можеме заедно да градиме подобра иднина. Тоа што го гледам последно веќе во Македонија, некако малце и пандемијата си го направи своето и војната во Украина, се помалце гледам жените да го превземат тој чекор да отварат сами фирми, затоа што и самата економска ситуација која што ние во државата, верувајте ми дека го дава тоа за да потешко они потикнати го да го направат тој чекор. Исто така многу им фали и храброста на девојкиве и на жените да го направат тоа, затоа што се почесто го гледам тоа, подсигурно ќе ми биде да си се вработам во некоја државна институција, него да го направам чекорот да отварам нешто сама приватно. Пак ќе се надоврзам на тоа дека образованието ни е многу битно, исто така едно од најбитните и клучните точки е и домашното воспитание. Кога двете би се споиле, мислам дека би имале една прекрасна млада иднина. Така е, образованието е столб на државата и сите треба да вложуваме за да бидеме доследни и професионални на работата и на задачата која што ја извршуваме. Божиновска, ве најави, вие специјално дојдовте од Прага за овој меѓународен форум за женско лидерство. Повеќе години сте советник за енергетика, па какви се искуствата токму од Чешка, која што е земја членка на Европската унија? Најпрво благодарам за поканата Универзитетот во Скопје. Го поздравувам, ја поздравам оваа иницијатива и се надевам дека ова ќе премине во традиција. Јас уште како млада на 18 години заминав, значи и сега од оваа гледна точка е тоа недобрата одлука што сме направила, да се замина, значи на 18 години да во друга земја каде што не зборувате ни јазик. Таму студирав, потоа бев во Холандија на магистарски студии и потоа се вработив во Чешка. Слушајќи тука, значи, финансиите и останатите имаат жени и тоа е одлично за поздравување, меѓутоа во енергетиката, на жалост, и тоа не само во Македонија, значи тоа е европски тренд, повеќето се мажи. Значи тоа е доминантна
доминантен сектор со мажи. Иако има жени, како што слушнавме, значи менаџерски позиции исто е мал бројот на жени, а за лидерски, значи тоа е помалку од 5%. Во мојата соработка, значи веќе 19 години се бавам со енергетика, значи тоа е исто така морам да напоменам дека е многу стресно, значи тука се работи со берзи, со многу патувања и навистина е стресна професија. За сите овие години, значи во регионот, во Босна и Херцеговина, значи во Република Српска имаше жена директор на електропривреда и во Грција. Значи тие беа два примери каде што имаше жени на првите челни места. Уште во 2008-та, значи кога патував, отваравме фирма во Република Македонија, значи на сите состаноци, тоа беа во Македонија, Комисија за енергетика, ЕВН, МЕПСО, ЕСМ, значи на сите состаноци беа исклучително мажи. Денеска сме 2023 година и се уште, значи на тие позиции нема жени, па се надевам дека можеби ќе се смени тоа тука. Во 2011-та добив понуда да бидам директор на една од најголемите фирми со електрична енергија тргувија во Белград. Првиот ден нема да го заборавам, бидејќи мојот заменик беше електроинженер маж, кој се гледаше дека воопшто не беше задоволен дека жена има директор. И 80% од вработените беа мажи. Така да тоа е навистина предизвик, меѓутоа морам да кажам дека како жена поинаку сосема се согледуваат проблемите, се приоѓа на поттемелно и поинаку решавање на тие проблеми. Исто така и да напоменам, бидејќи никој не дискутираше, во Европа се зборува за gender gap, односно за финансиите. Платите на жените, моментално значи, на ниво на Европска унија, тој gender gap е 13%, што значи за истата работа, која работи мажот, жената е помалку платена 13%, а во Америка тој процент е 18%. Така да не знам како е во Македонија, меѓутоа не само што во мојата област нема доволно жени, туку и значи тие финансиски одмени се многу поразлични. Така да се надевам дека ова ќе се промени. Во Европската унија минатата година се донесе и легислатива која што вика во листираните компании кои имаат над 250 вработени мора да има 40% жени. И тоа мора да се постигне до 2026 година на 40% од неизвршните функции да се на жени. Така да се надевам дека и во Македонија ќе се променат некои работи, на добар пат сме, се надевам и дека во сите сектори, значи да бидат успешни како што е на пример финансискиот или за образованието. Да, рековме во финансискиот сектор доминираат дами или жени. Гувернерке во Народната банка поголем дел од вашиот тим се жени и вице-гувернерките се дами, а тоа дека доминира женскиот пол го покажуваат и последните податоци и истражувањата на британскиот think tank OMFI во однос на состојбите во поглед на родовата структура на вработените. Што велат конкретно истражувањата? Добро, би рекла да не бидам нескромна, но веќе кажа и ректорот, Народната банка е добар пример за родовата еднаквост, дури и би рекла родова нееднаквост, но во полза на жените. Всушност, токму, имајќи го во предвид овој критериум, Народната банка минатата година беше рангирана како прва во светот од централните банки по критериумот учеството на жените во одлучувачките тела во централните банки. Инаку, генерално, како што знаете, Централно-банкарската заедница во основа е свет во кој што доминира машката популација. Од 185 централни банки во светот, само 17 се предводени од жени, при тоа ниту една во Европската унија, освен Европската централна банка, која што ја предводи Лагард. Инаку во регионот, како што споменавте, за среќа имаме тука и во соседна Србија и кај нас. Значи, кај нас состојбата е навистина за пример, гледано преку трите важни димензии, преку кои што се оценува всушност родовата еднаквост. Прво, вкупниот број на жени, нивното учество во работната заедница. Второ, нивното учество во одлучувачките тела. И трето, тоа што го спомена господјата, е во делот на примањата. Во однос на вкупното учество, и ректорот спомена, кај нас 60% се жени во вкупниот број на вработени.
уште похрабрувачки е што во раководството на Централната банка учеството на жените е 70% и се разбира дека ова се отсликува и во однос на примањата, има родов јас во однос на платите, но тоа е во полза на жените. А сега, нормално, тешко е да се процени родовиот јас, затоа што секако познате ефектот на стаклен плафон, нели, со кој што се соочуваат жените, меѓутоа, апроксимациите упатуваат дека кај нас во просек, преку просечно исплатени примања, примањата на жените се 20% повеќе, што е спротивно од агрегатните статистики во нашата држава, каде што во просек, преку бруто исплатени просечни примањата на жените за 20% се пониски. Значи, кај нас се сосема различни тие трендови, и од тука можам да кажам, навистина сум горда што функционирам во таква заедница. Спомена и Вилјана, и двете вице-гувернерки, значи од трите вице-гувернери, двете вице-гувернерки, кои што се бираат од страна на собранието, се предлагаат од гувернерот се жени. Се разбира, воопшто не сакам да се свати дека полот е клучната детерминанта со што некој доаѓа на таа позиција, напротив, тоа се нивните исклучително високи професионални квалификации. Тоа на што е клучно, а се разбира некако природно доаѓа до израз во таа средина. За разлика од Централната банка, финансискиот сектор кај нас, значи, заостанува позначајно. Прокредит банка е добар пример во тој дел, меѓутоа генерално состојбите би рекла се незадоволителни. Се извинувам. Во просек, во управните и надзорните одбори на банките, во просек зборувам, или има разлики од банка до банка, се учествуваат со 30%. Но факт е дека овие трендови не се специфични само за нас, присутни се и во глобални рамки. ОМФИФ индексот ја мери застапеноста и во централно-банкарската заедница, но и во финансиските институции, значи во комерцијалното банкарство, и таму се констатира релативно мала застапеност на жените во деловните банки, во управните одбори со 21%, а во надзорните одбори околу 30%. Кај нас има се уште 4 банки во кои што нема жени воопшто во управните одбори и една банка каде што нема жена во надзорниот одбор, а тие се двете клучни одлучувачки тела. Ако сега нова ги надоврземе и најновите истражувања, да реферирам на едно истражување на Меѓународниот монетарен фонд, кој што кажува дека поголемото присуство на жените во управувачките тела во основа значи повисок капитал со кој што располагаат институциите, попрудентно работење, поголем квалитет на активата на банкарскиот систем, а сето тоа знаеме значи поголема отпорност на стресови. Јасно е дека треба понатаму доста да се потрудиме за промени во оваа област. И за крајот само би споменала да се потсетиме Лагард кога коментираше за глобалната економска криза, кога почна во 2008 година, позната е низината изрека кога кажа дека ако Лиман беа Sisters, а не Brothers, сигурно немаше да дојде до пропаѓање. Така да, а Lehman Brothers, за тие што не се економисти, е инвестицијската банка со која се означи почетокот на глобалната економска криза. Ви благодарам. Лукаревска, сметате ли дека токму дамите, жените се подобри раководители, директори и менаџери во финансискиот сектор? Апсолутно да. Мислам, потврдено и се гледа дека секоја институција или независно дали е во јавниот или во приватниот сектор, што е водена од жена, мислам дека носи повеќе резултати во споредба со се останато. Да не бидам сватена дека ептен сум феминист, меѓутоа навистина мислам дека треба да се даваат што повеќе шанси на жени на раководни позиции, за да пак да не се повторувам она кое што е главно правило дека успехот ќе биде загарантиран. Всушност тоа јас во нашата институција по повод денот Свети Матеј, кој што ги имаме на управата за јавни приходи, направивме турнус на неколку состаноци со жени предприемачки низ целата држава и мислам дека иако бројките не се задоволителни, значи во рамки на она што значи вкупен број на правни лица, извадивме некоја статистика, значи од 105.627 активни даночни обврзници правни лица, 27.843 компании се управувани од жени,
Тоа значи дека администрираат 121.000 работници, што мислам дека е малку и затоа треба меѓусебно да се поддржува, затоа и беа тие состаноци. На тие состаноци мислам дека успеавме да ги умрежиме, всушност една со друга си разменуваа соодветни информации, која има проблеми со еден процес, која има проблем со друга институција, некои бирократски недоразбирање и така натаму, и мислам дека така треба да продолжимо и во иднина. Тие дојдоа баш конкретно за да си ги кажат своите проблеми, да дадат соодветна сугестија, па дури и критика. И мислам дека и понатаму ќе вложуваме како даночна управа што повеќе жени да има на чело на компаниите, пред се да бидат на чело на големите даночни обврзници. Мислам дека и тука треба да се поработи во делот на унапредување на бројката и секако да има генерално што повеќе жени на раководни позиции во сите сфери на општественото живење, независно покрај сите разлики. Мислам дека и таа разлика ќе може да допринесе за да успееме во сето тоа. Финансискиот сектор само да е пример за другите и за останатите Да, ние во сектори. зградата каде што сме заедно со гувернерката, скоро сме сите таму жени на раководни позиции. Зградата е женска. Спировска, Накусо, постои ли интерес од младите, од идните генерации да аплицираат за работа во банка? Дали жените се повеќе се јавуваат на работните позиции? Па, всушност, од секогаш за жени кои заврши економски факултет, банка беше dream job. Мислим, тоа е нешто што е во перцепција да жена, ако заврши веќе економија, треба да оди да работи во банка. Така да секогаш е постојал тај афинитет кон банкарство кај жени. Оно што јас гледам као разлика што ме радува е да ако порано, значи пред некои 15-20 години кога вам доаѓа млада колешка од факултет, некако аспирација оди кон продажба, комуникација, контакт со клиентела. Нели? Па дури некои стереотипи, јас сум згодна, убава, сладка, ја треба да работам на шалтер со клиенти. За жал. Оно што гледам последни неколку години во интервјуа со млади луѓе, да доаѓаат млади, паметни жени кои сакат ризик, кои сакат анализа, значи во онај дел кој бара, ајде, поголема аналитичност и млади жени со завршено економско образование, повеќе со поголем ниво на самодоверба, гледат себе на позахтевни, покомплицирани, покомплексни позиции него што е во минатото. Така да во двата панели една од битни пораки до жени, млади жени е самодоверба. Јас тоа го гледам. Тоа е оно што радува и мислим да веќе за 10-15 години ситуација од аспект на самодоверба на млади жени кои доаѓаат од факултет ќе биде сосема поинаква. Одиме по добар пат. Самодоверба, храброст и ризик да се преземе одговорност. За ризик изборим малце повеќе после, ама Господја Пешева, ги слушнавме сите дискусии, може ли сепак да заклучиме дека во нашето општество се уште постои непишано правило каде добрите менаџерски позиции се резервирани за мажите? Па да, во принцип да. И мислам дека тука треба да се поработи на таа работа, особено ние жените треба да поработиме на докажување и на кажување дека навистина компаниите и фирмите може да бидат водени, ако се водени од жена, многу подобро ќе работат. Јас сум менаџер веќе 33 години, така да од таа гледна точка беше сега многу полесно. Не знаете што беше тоа во 90-тите години кога беше уште Југославија па социјализам, па ја Анте Марковиќ кога го даде тој закон за приватни предпријатија, 90 у јануар сум ја регистрирала фирмата и станав директор. И што да ви кажам, носев и во сок налози и чистев и пишував и на крај инспекција од управа која ми дојде првата година, мислам дека ќе умрам. Али работата е тоа што треба да се охрабрите
И мојот пример, иако тогаш немаше ни некакви специјални тренинзи, немаше, само знаев дека не сакам да работам во државна служба. Тоа ми беше апсолутно јасно и така да некако ги поведов моите партнери кои што беа мажи и беа многу успешни на универзитетот и се. Јас бев иницијаторот да почнеме приватно. Иако во тоа време, знаете колку, и моите родители, мајка ми во Уставен суд, татко ми директор на болница, знаете колку беа љути. Он вика, како електроинженер, приватњак сега ќе стануваш. И тоа беше нешто незамисливо. Али ете се покажа дека таа одлука храбра моја тогаш, успеа. Менаџерството сега веќе има и школи за тоа и се. Ние сме го учеле тоа на живо. Како да кажам, сме со примери, со негативни, со позитивни, така сме стигнале до тоа. Во секој случај, јас мислам дека жените подобро ги водат фирмите. Имаат прво интуиција, второ, жената многу тешко влегува во криминални води, да знаете. Не мора да е само криминални. Кај мажите јас го гледам тоа, да они и кога честно се работи работата, секогаш би запловиле у нешто непознато, па макар тоа после тоа изгубиле и пари и се. Кај жените се постабилни, како што го водат домакинството, куќата, каде што имаат свој ред еден, така се и на работата. И затоа мислам дека треба многу да се бориме да повеќе жени има на клучни менаџерски позиции. И се надевам дека тоа ќе биде. Знаете, во политиката исто така и сега со градоначалниците. Гледајте, па нели е срамота од 82 градоначалници, 2 жени само да има. За мене тоа е неверојатно нешто. Да, има квоти, ама жените најдоле не влегле после. Значи, тука треба да се направи некоја проценка, варијанта и еве вака сериозни, јаки жени како две господи овдека што се од таа страна на државна служба да тамо чукнат на масата и да кажат чекайте, не може веќе ова вака. Благодарам. Госпоѓа Аксој, дали тоа што сте жена е предност или го отежнува патот до успехот? Aksoy Hanım, sizin kadın olmanız iyi mi, kötü mü bu işte? Havacılık açısından soruyorum. Havacılık açısından. Okay. Havacılıkta kadın olmak aslında bir dezavantaj. Во воздухопловството да биде жена е немаме толку дезавантаж. Немаме предност пат. Okay. Çünkü biz havacılıkta genelde shiftler halinde çalışıyoruz. Gece vardiyası, akşam vardiyası. Zato што работиме на смени конкретно секогаш. Çeşitli saatlerde çalıştığımız için bu kadınlara yüklenmiş olan hem ev hayatı, hem sosyal hayat, hem Кога iş работиме во hayatı повеќе açısından смени, büyük не zorluklar можеме и çıkartıyor. фамилијата да ја водиме, и работата, и сите обврски што ги имаме како жена, и затоа малку ни е проблематично ова. Özellikle yurt dışı teşkilatımızda Посебно во странство кога сме, zor olan bölgelerde çalışmak zorunda kalmak да kadınlar için останеме во zorlayıcı услови oluyor. кога е претешко во некои држави, сега да не ги именуваме кои. Örneğin ben yurt dışı için görüşmelere gittiğimde yanımda hamile bir arkadaşım vardı. Например, кога бев на разговор за работа, до мене имаше една трудна жена. Sırf hamile olduğu için ikinci görüşmeye И çağrılmadı затоа bile. што беше трудна, не беше поканета на вториот разговор. Çünkü yurt dışına çıkacağı için bu onun için bir engeldi Во aslında. странство за да се оди, за да бидеш фамилиарен човек, малку е проблематично во вакви случаи, затоа Bu aslında çok üzücü bir şey. Sadece anne olmak istediği için kariyerinde ilerleyemedi. многу е жално затоа што сакаше жената да биде и мајка, а не можеше во кариерата да иде напред поради овие причини. Dolayısıyla o Türkiye'de kalmak zorunda И kaldı. затоа мораше да остане во Турција. Benim çocuğum büyüdüğü için sadece bu avantajım Јас сум oldu. среќна затоа што моето дете е големо. Заради тоа и сум на оваа позиција во оваа држава. Ve yurt dışına çıkabildim. И нон-стоп сум и претежно во странство работам. Yurt dışında ilk başladığım yer Cezayir, Прво во Тунис почнав да работам, daha sonra Tunus. Buralarda kadınlar açısından havacılık dışında zaten kadınlar açısından maalesef ki zor yerler. овие се тешки држави за да работиш како жена во тие арапски некои држави што се. Bugün buradayım.
genel anlamda havacılık kadınlar için dezavantajlı bir sektör diyebiliriz. Денес сум овде и сум среќна што сум во оваа држава, иако немаме некоја предност затоа што сме во оваа авиација. Umarım değişir. Се надевам дека сите работи ќе се променат за нас понатаму. Така, токму за публиката да кажам дека, како што и самата спомена, господја Аксој пред да дојде во Македонија, работеше во неколку други држави, има повеќе децениско искуство, меѓу која и во Тунис. Мерита, дали ќе може ваш став колку е предност или мана да се биде дама? Вака во Рима. Искрено е предност да се биде дама. Предизвик е голем, меѓутоа сепак сочувањето по патот кој што сме го одбрале, еве да речеме јас и мојата колешка во бизнисот, значи Анета, значи ние се сочуваме со преголеми предизвици, но јас имам едно мото во мојот живот. Сите тешкоти ги зимам само како нов предизвик и сето тоа ми го олеснува патот се повеќе и повеќе. Мислам дека кога политиката малце повеќе би се посветила на самата економија, кога ќе кажам економијата кон тоа како жените да им дојде поголемо олеснување, многу подруго би било и олеснувањето и патот за новите генерации кои што размислуваат да влезат во водите на предприемништвото. Божиновска, вие споменавте дека во енергетскиот сектор, област во која што вие работите и сте советник во Прага, доминираат мажите, тоа е така и во Македонија, но ете како вие дојдовте до оваа денешна позиција? Па морам да кажам дека има одрекнувања многу, барем од мојот случај, значи се случува во еден ден да се патува во 4 земји, значи нема викенди, значи имаше моменти каде што секој ден трае 12-15 сати, значи може по 4 сабера да ви се јава дека има некој проблем, хаварија, така да тоа е многу стресно и за мажите е полесно бидејќи иако е таа чешка, иако таму е породилното е 4 години, значи во Чешка може да го користат, сепак врските околу семејството се на жената. Значи, жената ако каже ме нема една недела дома, па после следниот пат ме нема од полнок до сабајле дома, значи сепак и во Чешка, која е, значи каде што жените сепак имаат многу права, тоа исто така не може да функционира. Значи, ако веќе некоја жена, значи се одлучи за кариера, може, меѓутоа треба многу одрекнување. Значи, јас имав случај 2012 во Албанија, исто и во Косово, директорите не сакаат да дојдат на состанок само затоа што бев жена. Требаше неколку месеци, значи да се разговара и кога добив значи некој огромен тендер, тоа беше окей, ќе имаме сега состанок, меѓутоа посебно на Балканот тука има такви стереотипи што се навистина предизвик. А инаку ако се сака се може секако, меѓутоа има многу стресни ситуации, така да тоа е сепак разбирам дека има повеќе мажи од овие случаи, меѓутоа и жена ако одлучи може да постигне, значи и минимум да е на истата работна задача. Полека го заокружуваме овој панел со третиот сет на прашања и завршни зборови од оваа плодна дискусија, навистина со импресивни дами кои, да подсетам, дебатираат на темата жените пишуваат историја за тие кои подоцна се вклучија на овој меѓународен форум. Гувернерке, реков и на почетокот, вие испишавте историја бидејќи сте првата жена гувернер на Централната банка, но во исто време вие сте и пред да бидете гувернер, бевте вице-гувернерка, имавте работен ангажман за реномираната ММФ и повеќе искуство во финансискиот сектор, па може ли еве накусо во завршната поента да споделите дел од вашето приватно професионално искуство? Благодарам за прашањето. Значи, низ мојата долгогодишна професионална кариера, вака кога размислам 27 години, си велам кога помина. Сум била на бројни позиции, вклучително и на голем број одговорни позиции. Мојата кариера ја започнав како приправник во Министерството за финансии
Имав навистина чест и среќа што можеби тоа беше во тие рани транзицијски години кога бивме некако фрлени во огин, или ќе се снајдеме или ќе изгориме, млади, но моравме да се вложиме. Тоа беа навистина критични моменти во тој период. Се формираше системот на јавни финанси, се реформираше и така натаму. Во Министерството за финансии бев околу 9 години на различни позиции, бев и раководител на работната група за креирање на трезорскиот систем во нашата држава, а по формирањето на трезорскиот систем бев и првиот раководител. Завршив со позиција државен секретар во Министерството за финансии во периодот кога државен секретар беше професионална, а не политичка функција. Исто така, како што споменавте и вие, навистина голем благодет беше за мене што имав можност да престојувам и работам во Меѓународниот монетарен фонд во Вашингтон, а исто така како консултант на Меѓународниот монетарен фонд имав можност да работам во голем број европски земји. Значи, претходница на позицијата гувернер е едно сеуфатно, богато искуство во фискалната сфера, во макроекономската сфера генерално, што е некако комплементарно и ме прави посмела и похрабра за справување со голем број предизвици со кои што сите ние се справуваме во овие тешки години. Би рекла дека еден од најголемите предизвици за мене со оглед на тоа што сум и супруга и мајка на 3 деца, секако било воспоставување на вистински баланс помеѓу семејните обврски и професионалните обврски. Сите овие позиции, работни ангажмани кои што ги споменав, бараат големо вложување, жртвување, одрекнување, како што споменуваат, така да едноставно сите ја носиме таа некоја грижа на совест дека можеби крадеме од приватното време кое што имаме должност како супрузи и родители да ги посветиме на семејството. Клучна поддршка во целиот тој процес, морам да кажам, беше разбирањето и поддршката од мојот сопруг и од нашите родители. И дефинитивно мојот кариерен развој во голема мера се должи токму на придонесот на моето семејство. Во основа на крајот би рекла дека чекорењето кон професионални успеси бара големо вложување прво во образовниот процес, кое што да не заборавиме, не е краткотраен, еднократен процес, тоа е животен процес. Постојано вложуваме, постојано учиме, тоа и со децата дома кога ги воспитувам, кога се жала дека им е тешко на училиште, викам не гледате дека цел живот ќе учите, не е само училиштето. Понатаму многу важно е храброста за справување со предизвиците кои не се малобројни на овој пат, реално, за жените, но би рекла и вербата дека на крајот нашиот труд, нашето вложување ќе биде препознаено и соодветно валоризирано во општеството. Ви благодарам, гувернерке. Лукаревска, вие сте по професија правник и вашата професионална кариера ја почнавте токму од институцијата со која денеска раководите. Сметате ли дека вие тоа што сте дама и жена ви беше полесно да стасете до успехот или напротив предизвикот беше уште поголем? Напротив, мислам дека нашето општество се уште не е спремно за да им даде шанса на успешните жени. Така да, мислам дека сме постојано домет на критики, независно дали нешто правиме добро или лошо. Тоа е всушност и секојдневието, ги читаме сите и лажни вести и коментари и мислам дека тука ни треба една силна заедничка борба во тој домен. Мислам дека не постои жена во наше општество која што не била на домет на најгнасна критика која што може да биде кажана спрема неа, не познавајќи ја воопшто каква е, дури многу пати сме си разбирале нешто и од медиумите какви сме, што сме направиле. И сметам дека тоа едно со друго е доста врзано и само ние самите мора да покажеме и гласност, соодветно и храброст, па дури како што рече и господја Пешева дека треба да удриме на маса. Меѓутоа многу пати кога ќе пробаме да удриме на маса, тоа веднаш не става на некаква си листа на срамот, што можеби тоа не е ни добро, затоа што испаѓа дека ние немаме право нити да имаме свој став, нити да се побуниме, нити па да држиме до некои своји принципи. Од една страна, од друга страна, што мислам дека многу пати сум го кажувала, хендикеп во ова денешно време
е домашното воспитување. Оние кои што се воспитани, кои што знаат да бидат и правични, и културни, да покажат една емпатија, мислам дека тие се похендикепирани од оние кои што едноставно си го тераат онака целиот и свој работен процес и животен процес. Мислам дека тие повеќе се почитувани и можат полесно да одат по скалилата нагоре отколку оние кои што се воспитувани во едно време во кое што мислам дека е најдоброто нешто што им се случило во животот. Сепак, бидејќи се изгубија вредностите, во дел зборувам на почитување и на воспитување, малку ни е потешко на нас. Јас се вбројувам во тие хендикепираните. Благодарам. Спировска, сумарна ваша оценка, кој е вашиот став? Споменавте дека расте интересот за вработување во банката на дами, на млади девојки, но колку има жени предприемачки? Среќавате ли секојдневно? Среќавам, али за жал многу помалку него што би било здраво за наша економија. Ако се навратим на статистика, ако гледам оснивач да е жена во предпријатие, значи збори мали и средни предпријатија, оно што е кичма на наша економија и што треба се повеќе да биде кичма на економија, само 13% се жени оснивачи. Ако гледаме управувачка структура, значи не мора да е жена оснивач, ама бари менаџер, онда е нешто подобра статистика 19%. Меѓутоа, за жал, тоа е многу низок процент и мислим дека е тоа најголем проблем. Јавни институции, мислим да таму веќе тренд оди и ќе го диктира и некои екстерни фактори, меѓутоа предприемништво во Македонија, SME сектор, тоа не може на сила да се турне таму, а нама е неопходно. Зошто? Зборувам врз база на 20 години искуство, стотици и стотици, ако не илјадици предприемачи, запознато, зборено во детали за нивните бизниси. Оно што можем да направим паралела, маж бизнисмен секоја година трчи спринт, жена предприемач трчи маратон. Основна разлика помеѓу начин на кој маж води бизнис, приватен бизнис и жена, е долгорочна или краткорочна перспектива. Жени има тенденција да размислуваат за наредни 10-20 години. Жени има тенденција да стварат структура во бизнис. Немат тако силан его као мажи бизнисмени. Жени стварат структури, жени работат на квалитет, жени работат на нешто што и после мене, тоа е тај некој инстинкт на очување на врста, на мајка, на наша роља, нели, низ векови и векови, еволуција. Додека мажи размислуваат од денес за утре, има тенденција да бидат лидери. Јас некогаш не сакам збор лидер, затоа што не верувам да во иднина во која доаѓа ние треба да збориме за лидерство. Ние треба да збориме за тимови, ние треба да збориме за размена на мислење, за градење на структури. Натака оди корпоративен свет. Не аутократи, диктатори или јаки лидери. Не, затоа што сите ние сме смртни и после некоја година почна да опаѓа способност, а его е се уште таму, за жал, кај лидери. И тука е многу добро за корпоративна здрава култура, жени немат тенденција да се докажуваат као лидери, као инспиратори, да, али као лидери не. Они сакаат да градат структура. А за жал на македонско предприемништво тоа му највише фали. Значи, дугорочна визија, градење на структура и размислување на долги, одрживи стази. А тоа жена може подобро од мажа. Се согласувам, како што и рече во претходната дискусија госпоѓа Пешева, ние жените пред било што да преземеме, анализираме, прецизно размислуваме на долги патишта каде таа одлука ќе не донесе, па дали во оваа дискусија може да сумираме, дали и какви вештини треба да поседува една жена лидер? Најпрво треба да се, како да кажам, да се одлепи од стереотипите. И тоа е многу важно за успехот. Ако одите по стереотипите и кој се околу мене кажал, не кажал, тоа не води кон нешто добро. Не може сите да ги задоволите вие, сите барања, сите желби на луѓето околу вас. Јас би сакала една работа да споменам, бидејќи јас имам 2 деца големи, кои што не се ни тука веќе. Таа една, како да кажам, определба на жените обично,
кои што мислат дека не може да водат бизнис заради тоа што ќе испуштат нешто во воспитување на децата или времето со нив кое што е поминато. Јас бидејќи сум постара од сите овде, сакам да ви кажам, не е тоа точно. Јас мојата компанија беше прва и ја гледав како првото дете мое. Потоа се роди ќерката, па сино. Значи јас цело време рамноправно сум ги тие работи третирала, никако не било едното не го косело другото. Втори работа да ви кажам дека децата брзо си растат. Ке си израснат тие на 16, 17, веќе не ќе ни на телефона да ви се јават, мислам сега посебено овие времења каде што нели со интернет многу информации има, ќе одат и на факултет и веќе тоа е завршена приказна. Затоа мислам дека уште од млади жените треба да го знаат ова, некој да им го каже и да не се предаваат на тоа, чекај сега јас семејството, затоа нема да влезам во бизнисот или нема да фатам некоја позиција. Тоа е многу погрешна една да кажем една мисла, особено кај жените. И тука да сега нормално е дека мажот тука може да влијае, ама ако вие сакате бизниса тој не ви дава, не сте требале да го земате. Мислам тука така да, мислам дека тука јас сакам да ги охрабрам сите млади да знаат, тоа е толку многу кратко со децата и толку тоа многу кратко трае, да вие ништо, само својот живот ќе го изгубите. А децата ќе си тераат и ви кажувам дека нема многу да им биде гајле. Благодарам. Господја Аксо, една ваша порака до младите идни генерации. Sizin mesajınızı duymak istiyorlar. Yeni jenerasyonlar için ne demek istersiniz? Okay. Yeni jenerasyonlar için eğitim önemli olduğunu düşünüyorum. Najvažното нещо е едукацията. Mutlaka özellikle genç kızlar kendilerini kesinlikle eğitmeli ve Особено младите девојки мора да учат ve kendi ayakları üzerinde и да durabilmeliler. стојат на своји нозе. Çünkü onlar da bir şekilde toplumun bize verdiği yetkiye dayanarak Затоа што и они во однос на сето ова модерно време што ни го дава, kendi çocuklarına eğitiyorlar. ги изучуваат своите деца. Dolayısıyla gelişmiş bir toplum bence genç kızların elinde. И модерниот свет е во рацете на жената и на младите девојки. Özellikle erkek çocuklarına, kız çocuklarına eğitmek bir tarafa, özellikle erkek çocuklarına daha iyi eğitim vermeliler ki Посебно треба на нивните машки деца да им дадат една подобра едукација, за да ileride şu anki bizim Kadınlar Günü'ne 8 Mart'a bakış açımız çok daha farklı olmalı. за да во иднина 8 март за сите нас жените да биде малце поразличен. Рамадан и Алими, сигурна сум дека и не само вие, сите присутни на овој меѓународен форум за женско лидерство ќе се согласите дека овие дискусии и важни прашања не треба да се отвараат и за нив да се дебатира само еднаш во годината, туку секојдневно низ повеќе кампањи, форуми и секој во својата област треба да ги промениме работите. Дефинитивно. Се повеќе вакви организации, се поголема доверба во нас, се поголеми вакви вистински дружби, пошто да не забораваме дека во нашата земја многу често имаме од секаков вид на организации, проекти, каде што цело време се зборува дека се помага и правиме све за женското предприемништво, но некако тоа како да останува во некоја магла. Мислам дека треба да се најдат вистинските жени, кои што се поприродни и кои што се повеќе сака да помагат на новите генерации. Ја исто така би сакала да се надоврзам и на моите последни две соговорнички, кои што кажа околу воспитанието. Јас сега сум во една фаза каде што моите две деца се во фазата на пубертет, девојчето 15 години и синот 11 години, во еден период каде што секојдневно, освен тоа што го кажувам на младите, пошто исто така сум и ментор, и секој ден тоа го обновувам и дома со моите деца за да бидат се повеќе природни, да бидат своји
и едноставно не ние како родители да им го кажеме патот што сакат они да бидат во животот, туку затоа што мислам дека сите деца се раѓаат со талент. И ние родителите треба да мачтееме и да им помагаме на децата да го откријат тој талент. Не тоа што ние како млади не сме можеле да го достигнеме во животот, тоа да го посакуваме децата да го направат. Што повеќе им помагаме на децата, така ние автоматски преку нашите деца сме по добри примери и кај новите генерации. Ви благодарам. Божиновска, да сумираме во овој панел посветен на бизнисот и на деловните дами. Која е формулата за успех? Мислам дека тука слушнавме многу успешни дами и формула, како формула, значи не постои, меѓутоа да работите на себе. Образование сега веќе има Еразмус и сите млади сега значи може да отидат, семестар, стипендии, значи сите можат и препорачувам значи уште од студирање да може да видат како тоа функционира во Европа, Америка, било каде, значи да може да добијат некои искуства, обврски што ќе им служи понатака и секако дека се е можно. Значи, не значи дека ако си роден во Македонија не можеш да успееш негде во светот. Значи, тоа не е дека сега некој се родил во Брисел и има предност бидејќи е таму. Значи, секој што е успешен, значи може да биде успешен насекаде, само ако верува во себе и ако работи на себе. Најважно е вербата во себе. Бежовска, Лукаревска, Рамадан Јалими, Спировска, Пешева, Аксо и Божиновска, ви благодарам што бевте учеснички и панелистки на овој предпочитан. Вам присутни сакам да ве поканам да останете и на третиот панел посветен на жените кои што го движат образованието. Билјана, фала. Спировска, ми беше задоволство.